Ви се случило ли да бидете казнет за сообраќаен прекршок, а следниот чекор да биде блокирана банкарска сметка? За вакво искуство раскажува Дрилон и сениот Тетова. Дека му е блокирана сметката дознал на каса во маркет. Кога се јавил во банката, му рекле дека е блокиран од управата за јавни приходи. Предходно тврди дека не добил известување за неплатена казна од Министерството за внатрешни работи, ниту суд го поканил на рочиште, ниту пак УЈП го известила дека должи. Dënimin e parafundit që kam pasur unë ka qenë dikund 2700 denar, ndërsa me gjitha llogaritë, me gjitha kalkulimet dhe gjitha obligimet që dalin nga bllokimi i llogarisë bankiere, pagesa ka qenë dikund 6000 denar total, që është gati se 2 fishi i dënimit. Asnjë dërgesë nuk ka mbrit në adresën time në shtëpi. Ne jetojmë me një objekt më shumë familje, me vëllezërit, me axhallarët dhe gjasat që një dërgesë postare mos të dërgohet në shtëpinë tonë janë të pamundura. Do të thotë nuk ka gjasa asnjëherë që ndonjë dërgesë postare mos të mbrijë tek ne. И сени не се сеќава точно за каков прекршок се работи и кога точно го казниле, бидејќи вели се случило пред 3 години, во 2017-та. Не се сеќава ниту дали ја потпишал казната. Unë prapë them në rastin tim konkret, nuk them që nuk e kam bërë dënimin, po e kontestoj faktin që nuk më është dhënë mundësia që ta tregoj anën time të situatës, me qëllim që të kem të drejtë të shprehem mbi dënimin në fjalë. Me këtë situatë dua të bëj apel deri tek institucionet që të identifikohet ku është problemi konkret, a është problemi në sektorin e punëve të brendshme apo është problemi në gjykata, gjithësisht në shërbimin e dërgesave, që të shihet ku bëhet lëshimi, dhe në këtë mënyrë besoj që do përfitojnë qytetarët dhe do të vijë drejtësia në vend. 360 степени се обиде да провери дали и каде има простор за пропусти. Тргнавме од Законот за прекршоци. Според член 47, кога овластено службено лице ќе констатира прекршок, издава прекршочен платен налог или едноставно казна, глоба. Ако граѓанинот ја прифати и потпише, има рок од 8 дена да плати половина од глобата. Ако го пробие овој рок, ја плаќа целата сума. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата и ако таа е до максимум 250 евра, случајот оди на Комисија за прекршоци на МВР. Комисијата е должна за ова да го извести сторителот. Според член 56 од Законот за прекршоци, писмото треба да му се достави на сторителот на домашна адреса. Ако не е дома, може да му се остави на член на семејството, па дури и на сосед кој би се нафатил да го прими. Ако во 2 последователни обиди доставата не успее, документот се објавува на интернет страницата на прекршочниот орган, во случајов МВР, и така доставата се смета за извршена. Ако лицето не се јави, МВР го дава случајот на управата за јавни приходи за присилна наплата. Граѓанинот знае дека има казна која што треба да ја плати. И тука сега не разбирам какви се потсетувања сакате да му се даде на некого кога веќе знаете дека сте направиле прекршок. И вие сте должни како граѓани да си ја платите казната која што е изречена од било кој орган, па еве во овој случај нека е Министерството за внатрешни работи. За казните повисоки од 250 евра и за случаите во кои граѓанинот не го потпишал прекршочниот платен налог, односно не признава дека направил прекршок, МВР бара од надлежен суд да поведе прекршочна постапка. Ако судот го направи тоа, треба да го извести обвинетиот. Судовите што имаат своја служба за достава, писмата ги доставуваат преку неа. Ако таа не успее, писмото се доставува на домашна адреса како препорачана пратка преку пошта. Ако граѓанинот не е дома, според член 81 од Законот за прекршоци, пратката може да му се остави на член на семејството, на домарот, на соседот кој ќе се согласи на тоа. Ако ова е неуспешно, на обвинетиот му се остава писмено известување за да го подигне писмото. Ако и ова не успее, судот го објавува документот на својата огласна табла и тоа се смета за успешна достава. Од Основниот кривичен суд во Скопје, на пример, ни ја испратија следнава статистика. Во 2020 година, преку судските доставувачи се доставени 123.280 пратки, а преку пошта 100.220. Од нив, преку судските доставувачи како неуредни, вратени се 175 пратки, или 0,14%, а преку пошта 25.864 пратки, или 25,8%.
За овој проблем со доставата која се врши преку АД Пошта на Северна Македонија, особено што таа се спроведува во работно време кога најчесто странките не се во својот дом, како суд повеќекратно сме алудирале дека тоа негативно се одразува врз текот на постапката и доследното почитување на правата на останатите странки, но и правото на судење во разумен рок. Ако обвинетиот е осуден за сторен прекршок, во пресудата се наведува и предупредување за наплата по присилен пат. Тоа значи дека ако и сега осудениот граѓанин не аплати казната, случајот оди во управата за јавни приходи. Но и УЈП е должна да искомуницира со граѓанинот. Управата изготвува решение што му го праќа по пошта. Во решението е наведен датумот кога би се реализирала присилната наплата. Ако граѓанинот не плати во тој рок, УЈП бара од банката да му се блокира сметката и да му се повлечат средства во висина на казната. Тогаш има и дополнителен трошок. Банката наплаќа за деблокирање на сметката. Кај нас сите решенија, како што реков, според законот за даночна постапка, член 44 став 1 се доставуваат обавезно по пошта. Тогаш да ги прашаме македонски пошти би требало. Па би требало во овој случај, би требало, бидејќи ние сите тие решенија се доставуваат во пошта, после поштата си ја презема обврската. Ние тука немаме надлежност. Пошта на Северна Македонија од неодамна има нов директор. Јани Макрадули признава дека доставата, иако им е основна дејност, и натаму е слабост на институцијата. Во овие 5 месеци една од најчестите детектирани слабости е доставата. Иако, на пример, има случаи каде граѓаните одбиваат да ги примат писмата и пратките, особено доколку доаѓаат од судски институции. За таа цел, од неодамна започнавме со преземање низа активности, токму во однос на подобрување на доставата. Започнавме со процес на реорганизација на дел од службите, а една од активностите е воведувањето двосменско работење на пошторазнесувачите. Ана Глигорова, која е познат активист за заштита на граѓански и работнички права, вели дека секојдневно дознава за случаи во кои трпи џебот на граѓаните. Ако ти имаш временска дистанца од година дена, ти се сеќаваш да ти ја настане. Ама ако има временска дистанца од 5 години, ти нема шанса. Затоа сметам дека има тука намерна одлука тоа да се прави, бидејќи на тој начин клиентите, да ги наречам, луѓето, а граѓаните се наоѓаат во еден преден свршен чин. Мора да се плати и крај. На тој начин те уценува, те рекетира. Или ќе плати, или ќе ти стои блокирана сметката. По неколку неделни проверки и преписки со институциите, стигна информација од СВР Битола. Во нивната евиденција стои од Исени направил прекршок на 10 август 2017 година во Демир Хисар, дека уредно го потпишал и примил записникот и дека добил платен налог од 45 евра. Откако не го платил во рокот, случајот бил предаден на надлежниот орган за присилна наплата, УЈП. Сепак, останува неодговорено прашањето, зошто, како што вели Сени, никој за ништо не го известил. По оваа казна, тој се информирал дека има и други на негово име што веќе стигнале до УЈП. За едната се договорил да ја плаќа на рати, за среќа пред да му ја блокираат сметката. За друга, конечно му стигнало известување на домашна адреса. За четвртата казна, од УЈП го информирале дека е на пат. Shumë pak janë nga ata që do kthehen post festum të merren me landën në УЈП, të shihet se cili ka qenë dënimi dhe të marrin dokumentacionin e dënimit në fjalë. Dhe gjithçka këtu përfundon. Në momentin që ti e zhbllokon llogarinë bankare dhe kthehesh në realitet, ti nuk ke interes që të kthesh mbrapa dhe të shqyrtojsh landën ku e ke bërë lëshimin. Po ashtu në aktet e drejtorisë së tyrave publike thuhet shprehimisht që çdo padi ndaj institucionit në gjykata nuk e anulon obligimin që i ke ndaj shtetit. Që do të thotë duhet patjetër të paguhet dënimi në atë fazë dhe mandej të ndiqet procedura gjyqësore, që mendoj se shumë qytetarë nuk e bëjnë këtë, pasi që nuk kanë kohë dhe e konsiderojnë si betejë të humbur a priori, si mungesë e besimit ndaj institucioneve.